А да го оставиме ова за некој друг пат, а? Ајде, да го оставиме. Како да го оставиме? Ти си имаш работа, знам. Јас го пуштив, рече веднаш ке се вратам и еве го нема. Ги прашав варгатите. И тие, знаеш што ми кажа? Знам. Не знам, ама знам. Отишол кај некој сиромав да му даде пари, оти немал леп за јадење. Тоа ми рекол. Па, затоа реков дека не знам, ама знам. Таков си е тој, не еднаш го направил тоа. Затоа мислам дека најдобро ќе биде јас да си тргнам, а? Да тргнеш, да судиш. Не, види. Нема ти да тргнеш. Ти ќе чекаш. Јас ти реков ќе ти платам. И ќе ти платам, така да знаеш. Прости ми, татко, ама имав многу работа. Аргатите ми кажаа дека си ме барал. Имаше многу работа. Си имал многу работа. Каква работа е таа што си ја имал ти? Каква работа? Додиш на сиромаси, пари да им даваш, оти немале леп да јадат. Абе, колку пати сум ти рекол? Јас, слушај да ти кажам. Решив вака... Татко... Полека. Што татко, бе? Ама, татко, овие беа многу сиромаси. Немаа ни за леп да јадат. Бе, што му зборувам јас, а што ми зборува тој мене? Немале леп за јад. Абе, ти знаеш колку сиромаси има по светот? Ти ако тргнеш така пари на сите да им даваш, каде? Абе, јас, види да ти кажам, имам. И сега решив ова сето тебе да ти го оставам. Ами, ти треба ова да го удвоиш, а не да го запустиш, ја што го имам. Знам, татко, ама, види, ти мене не ме разбираш. Јас не сум го разбирал. Јас не те разбирам. Слушај сега, јас што ќе ти кажам. Убаво слушај. Овој човекот го знаеш? Го знам де, Чичко Насте. Така. Ќе те пратам со Чичко Насте по светот. Да го видиш светот, а и да научиш малку трговија. Ти дадам едно кесе пари. Ако ми вратиш 3, ќе знам оти си станал човек. А ако не ми вратиш ништо, ако го запустиш, поарно дома да не ми се враќаш. Разбра? Епа, да тргнеме затоа што денот отиде. Чекај, Чичко Насте. Ти штом така велиш, татко, така нека биде. Чичко Насте, ќе ме почекаш само малку да ми стави нешто мајка за попат и ќе трнеме. Хајде, трнувајте. Чичко Насте! Застани малку. Ела малку. Врати се. Што е да не најде некоја торба со злато, а? Не торба, ама овде некој човек лежи. Изгледа е болен или нешто не е јарен. Еми, тоа ќе најдеш, не нешто друго. Па да му помогнеме некако ако можеме, а? Стави го да лежи. Може е пијан, па заспа. Ајде одиме. Ама, Чичко Насте, ако го оставиме вака, може да настини, да се разболи овдека. Ајде да го разбудиме, а? Човече! О, човече!
Човече, бре! Разбуди се, човече! Абе, ова изгледа е умрен. А? Што да правиме? Не можеме вака да го оставиме. Навистина умрен. Ајде одиме да не види некој ќе каже ние сме го отепале, па може и во затвор да не стават. Не. Ајде. Вака ќе направиме. Јас ќе одам, ќе најдам поп. Ќе го закопаме човеков како што е редот. А бре, дете, за тоа треба да се плати. Ајде да врвиме. Ама греота е вака, волците ќе го изедат. Слушај, јас имам пари и ќе платам. Ќе појдеме, ќе најдеме поп и ќе најдеме луѓе што ќе го закопаат. Ајде по мене. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте. Нешто за јадење? Да, нешто за јадење. Готвено ако има. Готвено. И, се готови да одам да видам дали е готово, па ќе дојдам да ви кажам. Ако ќе причекаме. И сега ги раздаде сите пари, да не носев јас пари, со што ќе платевме за јадењето. Кажи ми, како ќе му се појавиш на татко ти пред очи? Човекот ти даде пари, ти рече да се вратиш со 3 пати повеќе, а ти... И сега што ќе правиме? Вака ќе направиме. Ти, Чичко Насте, ќе се вратиш сам. Јас ќе останам. Ќе останам се додека не заработам толку колку што рече татко. Јас кабајет немам. Те учев, те молев да не ги раздаваш парите. Ти не ме послуша, така? Така е, така беше, Чичко Насте. И кога ќе се вратам дома, така ќе им кажам. Епа, време е да тргнам, зашто денот отиде, а ништо работа не завршив. Ти остани ми со здравје. Епа, со здравје, Чичко Насте, и со среќа патот и субаво дома да си стигнеш. И поздрави ги кога ќе стигнеш. А за ручекот, да знаеш дека кога тогаш ќе ти вратам. Не треба да ми враќаш. Од сега па натаму гледај сам да си плаќаш, зашто парите од татко ти ги нема, а и мене ќе ме нема. Меанџике, Еве ме. да платиме. Сполајте на здрави. Убаво беше? Многу убаво, многу убаво. Пак да дојдете. Ајде, со здравје. Ајде. Добар пат. Вака, поначесто да ми идат, момче, заборај нешто? Не заборај, тетке, ама намака сум. Јас сакам овдека да останам, да не одам никаде ако остаеш, ако даеш едно место да преспијам, колку за јадење да работам кај тебе. О, море синко. Да работиш. Што да работиш? Се ќе работам. Еве, погледни, виде некој да влезе, Празна ми е мејаната, празна ми е кафејаната. Нема муштери, нема луѓе, со што ќе те плаќам, дете? А и да ти кажам, погледни. Гледаш колку маси се? Ги истаив другите, да не гледа народот празни како ми зјаат. И со што ќе те платам? Тетке, еве, јас нема да барам многу од тебе. Јас сакам една корка леп да ми даеш да подкаснам и да преспијам, да сум под покрив, да не сум надвор. Уба? Ако бидува, еве неколку дена барем додека се снајдам, додека има кај да спијам. Ај, кај не било. Колку има за мене, толку и за тебе. Ајде. Да, Фала ти многу. работа нема многу, ама ќе се најдеш, Епа, Стопанке, сега кажи што да сработам. Што да сработиш? Многу си ми дотеран за работа. Ќе се пресоблечеш? Да се пресоблечеш и метлата враца. Веднаш се фаќам за Метлата работа. враца, тоа. Веднаш се фаќам за Оти мене работа. ќе ми загори и за пршка.
А и гравот колку направив ке ми скисне, од што Ајде, нема ајде. луѓе, па верем ќе каснеш ти. Ајде. Ајде. Добар ден, момче. Добар ден. Те познавам ли јас од некаде? Не знам. Чекај. Да не си ти она момче што ми поземи пари за да си фатам работа и да си ја земам убавата богата керка, а? Ами, значи, за таа момата што не ја даваше татко и зашто си бил сиромав? Ти си? Јас сум. И што направи? Кажи ми, направи нешто со парите што ти ги дадов или ги фрли така? Си фатив работа и убаво ми оди. Си се зедовме и убаво си живееме. Сега немам веднаш да ти ги вратам парите, ама ако си овде некаде, ќе присоберам, ќе поработам уште малку и ќе се вратам. Ветувам. Чекај. Ами јас кога ти ги дадов парите не ти реков да ми ги вратиш? Не треба. А јас работам еве, овде во ова јанот одма тука што е. Мејанава. Па ако те наврати пак патот за навака, повели, дојди. Ако е така, не само јас, и другарите ќе доаѓаат и насекаде ќе кажувам колку е убаво овде. И како добар човек работи во оваа мејана. За тоа ќе сум ти многу благодарен. И јас и мојата стопанка. Така да знаеш. Епа, ќе се гледаме сега почесто. Арно? Ајде, до гледање. Ајде со здравје и поздрави си ја невестата. Ајде. Ау! Ме болат нозете, половината, се ме боли. Не можам сама да нафтасам. Многу луѓе се изврвеа денеска. Многу. Секој ден се повеќе и повеќе. Кога ќе се сетам, жив човек не ми влегуваше во мејаната, зошто така? А од кога дојде ти? Работа. Многу работа. Знаеш што си мислам? Да си земам јас уште еден помошник, вака ако продолжи работата. Не знам како да ти кажам, тетка Стојанке, ама јас мислам дека може ќе треба и двајца да си земиш. Двајца. Мислев нешто, мислев и вака смислив. Сакам некое време да си одам од овдека. Сакам да одам да си ја побарам среќата на некое друго место. Ама морам, тетка Стојанке, зашто треба да соберам да спечелам убави пари ако сакам да се вратам назад во татковата куќа. Не. Нема да си одиш. Сега кога ни тргна работата, кога има пари, ќе ти плаќам колку што сакаш, ќе собереш пари, ќе ги однесеш кај таткото и ќе му ги покажеш, нека види дека си станал. Не, решив јас, тетка Стојанке, и така ќе направам. А и сега убаво работи мејанава, еве, се збираат луѓе, доаѓаат, убаво работи. Веќе и сите ја знаат, сите те знаат, сами доаѓаат. Така е. А на тие што ќе прашуваат за мене, ќе им кажуваш дека кога тоеш, ќе се вратам пак. Дека пак ќе се вратиш, а? Еве, Ќе се одиш, а? Уште утре рано са бајле, сакам да кинисам. Па да сме здрави и живи, пак ќе се видиме. Арно? Не е мое да те запирам. Како дојде, така и си одиш. Ама знаеш што? Не е убаво сам да одиш по патиштата ваму, таму. Да можеш да си најдеш некој другар, со некого заедно да си одите. Не е убаво сам да одиш. Другар. Има некој на масата таму. Човече, да не ти треба нешто, ние затворивме. Не. Ама ако треба... Не сакам ништо, само
Ете така малку го слушнав вашиот муабет, па Аха, сакам да му понудам нешто на момчево. аха. Ако сака, јас да му се сторам другар. Па да трнеме заедно. Чунки и јас треба да одам надалеку, ама и мене не ми се оди сам. Така е. Така е. По патиште сам не се оди. Па тетка Стојанке, што велиш, да одам со Што него? велам, да одиш, постар човек, умен човек, ќе ти се најде по патот, ќе го вардиш момчево. Двајцата ќе се вардиме заедно. Така е, чичко. Ти си постар, помудар, а јас сум помлад, посилен, па ќе се погодиме некако. Умно момче си ти. Туку ајде сега да се подготвиме, од утре треба рано да трнеме. Рано, Ајде. Ајде си. Ајде на сти. Ајде. Тука се, ќе седнеме малку и ќе се одмориме. И сакам да се договориме нешто. Значи вака. Ќе одиме заедно. Заедно ќе работиме. Заедно ќе спиеме, ќе јадеме. Еден другега нема да се лажиме. Ништо нема да си криеме. Се ќе си кажуваме. Разбираш? Разбираш. А кога ќе дое време за враќање, се што сме заработиле, наполу ќе делиме. Бидува? Бидува, бе, чичко, оти да не бидува. Јас со тебе трнав зашто ти си и постар и помудар од мене. Па ќе правам онака како што ти ќе кажеш. Се ми се чини дека ноќта бргу ќе падне. Затоа не ќе е лошо да станеме и да тргваме. Чекај, овде, наблизу, има еден стар напуштен ан. Таму ќе преспием. Ајде, опа. Овде ќе влеземе, ќе си легнеме и ќе се одмориме. Утре, рано мора да станеме, отиваме голема работа да завршиме. Хајде да влегуваме тоа што. Оди ти легни прв сега, јас да видам нешто и ќе се вратам одма. Хајде. Оди. Добре. Уште се тука. Да. Многу ми е мило дека си најдов човек. Добар човек. Што ќе му оставам се и ич нема да ми биде гајле. Се ќе му оставам кога ќе дојде време.
вратим. Се врати, се врати. Ајде, легнувај си. Стар си и уморен си. Ајде, треба да се одмориш, ајде. Еве, стигнавме таму кај што тргнавме. Во оваа куќа живее една многу убава мома. Ем убава, ем богата. Таа тебе ти е пишана за невеста. Хајде сега. Како може бречичко да ми е пишана за невеста, кога јас ниту ја знам, ниту ја познавам, не ја знам. Абе, ти не знаеш, ама ја знам. Многу е убава, ама нема късмет. Не може никако момче да си најде. Секој момче што ќе посака да ја земе, уште првата ноќ го наоѓаат умрено. Аман бречичко, ами ти сакаш мене вака млад пред време да ме умреш? Затоа ли ми се правеше ти другар за патувањето за да ме умреш? Абе, сега нели се договоривме кога тргнавме дека се ќе делиме, и јарно и лошо. Верувај ми на зборот. Јас знам како да ја свршам работата. Ќе остане жив, ќе имаш убава невеста и кога ќе се вратиш дома кај татка си, ќе му донесеш многу пари. Ако ти така велиш, така нека биде. Ама слушај, да знаеш што ти надуша ќе ме имаш ако ме умри невестата. Абе, ајде, влегој, не се бој. Ајде, да ја свршиме работата. Ајде. Вие рековте дека знаете се за судбината на мојата ќерка. Да се разбереме. Ние не сакаме никого да заиме на душа. Ако било пишено да остане сама, нека биде така. Не. Се разбереме. Ние решивме. Така ли е, синко? Така е. Јас знам што да направам за да ги куртулам од маката. А за миразот се договоривме. Три кесиња со полмесот, така? 3. Ај со Господ напред. Полека се. Ама полека. Јас знам дека во овие работи не се мешаат младите, ама сепак сакам да ја прашам и девојката. Од кај да знам? Може би не ме сака ваков како што сум, може не и се допаѓам. Ќерко! Ќеркове, го бендисуваш ли момчево, го сакаш ли? Го сакам, татко, ама да не го земам и него на душа. Јас ви реков дека тоа е моја работа. Иш да не берете гајле. Ако е така, бидете благословени. Свадбата за 3 дена. Ете, и свадбата помина. Се беше убаво и како што треба. Сега е ред да си легнеш до невестата. Ајде. Што ме гледаш, бе? Ајде, легнувај. Ајде да излези, нема да спиеш со нас заедно. А, не. Јас морам да останам со вас и ќе си легнам тука, покрај вас, на земја. Знам дека се договоривме секаде додиме заедно и да не се делиме. Ама се си мислам дека не е убаво ова што го правиш. Како да спијам со невестата, а ти си водајава, а? Абе, ти виде невеста и ти летна умот. Заборави дека уште првата вечер и умираат сите момчиња, а? Јас морам да останам, зашто знам што да направам, за да не ти се случи тоа и на тебе. Знам, ама се си мислам ти не бидува тоа. А не можеш ли да ја завршиш таа работа од пред врата, а? Абе, ќе останам тука и така има да биде. Утре, ако сме живи и здрави, ќе зборуваме дали било вака или онака. Ајде, легнувај сега. Ајде.
кој си бре ти? Издрете гале кој сум јас. Ти реков да го оставиш момчето и толку. Слушај вам. На оваа девојка има фрлено проклетие, нашата најстара самоубила, оти татко историл нешто многу лошо. До сега сите момчиња ги земавме. Сега ќе го земем и ова. А бре, остави го, кога ти вела момчето, остави го. Ај, баш да те видам што ќе ми направиш. Сад ќе видиш што ќе ти направам. Ај, јас нема. Ај, мајката. Не успеав да испрскам со света вода. Што да правам сега? Не смеам да заспиам. Ако заспиам, пак излези од девојката и ќе го погуби момчето. А што да, а? Да ги, најадно ќе биде да ги разбудам. Ајде, станувајте! Ајде, станете! Што е, зошто? Жив сум. Жив си и ќе остане жив, само треба да ме слушаш мене. Слушај се вака. Кога се здруживме, нели се договоривме дека се ќе делиме наполу? Сега и невестата ќе се ја поделиме наполу. Како пречичко невестата да ја поделиме наполу? Ами како може човек да се подели наполу? Може, синко, може. Ќе земам еден сатар и фрп! Ќе исечам на две половина. Не! Ако исечеш неја, ќе ми исечеш и мене наполу. Сега ќе си одам и никогаш повеќе нема да се вратам. Така ми како ти, ако се вратиш, надве ќе те најдат твоите самовили. Разбра? Ајде, да се одиш и никогаш веќе да не се враќаш овде. Никогаш повеќе. Жив си? Жив си. Фала му на Господа, жив си. Татко! Татко! Кој е, Кирко? Умре ли момчето? Пак ли бе, Кирко? Жив е! Жив е оваа вечер. А утре? И утре и задутре додека не остарат заедно. А ти сега да го пратиш златото кој татко му. Златото што го вети за мирас. А земете го вие, однесете го вие. Не. Тоа злато треба да стигне пред да стигне тој заедно со невестата кај татко му, за да види татко му дека спечелил нешто. Ама јас, чичко, не сум го заработил тоа. Го заработи, синко. Го заработи со твоите добрини. Ајде сега ти облечи се и дојди ваму, имам нешто да ти кажам насамо. Ајде. Јас дело тебе ништо не те разбирам. Не ли рече дека се ќе си делиме, а сега сето богатство од невестата мене ми го даваш? Мене, синко, ништо не ми треба. А ти имаш уште за земање. Кога ќе се враќаш дома, ќе појдиш во оној ан, во кој преспавме една ноќ. Ќе влезеш во одајата до онаа во која си легнавме. Таму, во една камара, во зидот, за едни плочи, кај најдеш едно сандаче со златници. Ќе го земеш, оти тоа е твое. А, не. Јас, чичко, туѓо не сакам, не. Синко, тоа е мое богатство. Јас тебе со кејф ти го давам, оти ти тоа го заслужи. А зошто баш мене? Затоа што, синко, ти знаеш добрине да правиш, а и мене голема добрина ми направи, ама не знаеш. Јас сум човекот кого ти го најде умрен покрај патот и ме погреба. Многу луѓе помина и замина, само ти се сожали и ме погреба. Затоа јас се вратив на овој свет да ти се заблагодарам. А кога ќе се вратиш дома и кога ќе му кажеш ова на татко ти, ќе му кажеш дека добрината никогаш не гине. Сега ќе си одам. А на тебе и на невестата ви пожелувам многу среќа и убав живот. Прости ми, чичко, ама јас ова не верувам. Не знам, ама... Кај отиде Чичко? Чичко! Чичко, бре! Еј... Значи, вистина било ова што ми го кажа. Ама, како ќе ми веруваат кога јас ќе им раскажувам?